вечерва во Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ во пресрет на големиот празник Свети Кирил и Методи, основоположници на словенската писменост, организира трибина на која се поканети сите жени од Струмица и се надеваме дека ќе продолжиме пак со вакви корисни трибини. Почнавме од минатата година. Мило ни е што го одржуваме трендот да во чест на вакви големи празници имиња ние секој пат дадеме обележје на нешто што е многу важно за нас како македонци и за македонскиот народ. Вечерва имаме чест за браќата Кирил и Методи да зборува една еминентен професор од нашата гимназија, професорка по македонски јазик Катерина Ќосева. Вечерва во очи на големиот христијански државен празник кој што е посветен на браќата Кирил и Методи, имам посебна чест и задоволство да зборувам пред Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ за големото епохално дело на светите браќа Кирил и Методи. Мојата презентација ја насловив како Кирил и Методи, спасители на словенскиот род. Во денешно време, кога македонскиот јазик и кога македонскиот идентитет е се повеќе оспоруван од страна на нашите соседи, ние честопати би се запрашале што би било кога не би биле браќата Кирил и Методи, дали ние како македонци, потомци на старите словени, би постоеле. Браќата Кирил и Методи ја создале првата словенска азбука глаголицата. Потоа ја ширеле словенската писменост во првите словенски држави Моравија и Панонија, а подоцна нивните ученици го продолжиле нивното дело во Бугарија и во Македонија. Ако не биле тие, ако не ја создале глаголицата, словените би останале неуки, неписмени, би биле подложени на асимилација и западните словени на германизирање, а јужните словени на елинизирање. Затоа велиме дека тие се спасители на словенскиот род. Денеска мојата голема чест е да зборувам за нивното дело пред овој почитуван аудиториум и на тој начин да им го пренесам сето она што тие некогаш го учеле во времето кога биле ученици во основното и во средното образование, но тогаш како деца се уште не го сваќале соопфатноста на ова дело. Денеска празникот на браќата Кирил и Методи е прогласен за државен празник, а висока делегација од владата и од црквата го посетуваат неговиот вечен гроб во Рим, во црквата Сан Клементе. Затоа честа да бидам презентер денеска ми представува големо задоволство.